Što правеле државите околу нас, а што правиме ние, зашто секој даде некаков нагласок и се обиде ова што сме го научиле за време на ковид да го унапреди и да одиме некако напред. Секогаш да имаме алтернатива без разлика дали ќе се случи, да речеме да имаме недостиг на наставници и да може некој што е спречен од разни причини и од било каде да се јави, да одржи час или нешто да направи, или пак обратно, имаме болни ученици па да можат учениците да не пропуштат материјали и во секое време да можат да не следат и онлайн. Забележувам, еве гледате и вие сте забележале на Teams, веќе сме се спуштиле малку пониско и немаме толку многу можности какви што сме ги имале за време на ковид и тоа скоро се случи тој драстичен пад. Така што, наместо да одиме напред, да имаме поддршка од нашето министерство, државата, како впрочем и сите наставници или сите образовни установи ширум светот, ние малку стагнираме, но верувам дека и кога ќе увидиме дека грешиме или дека имаме потреба од такво нешто, дека нештата и ќе се сменат. Значи, денес ќе зборувам за сегашни и за некогашни образовни ресурси, како за наставници, така и за ученици. Потоа алатки за соработка, еве како што и сега што ја користиме Teams, честопати ако ни откаже Teams, се префрламе на Zoom, на Google Meet понекогаш и на нашата платформа, иако и таа е малку нестабилна овие денови, така што, зајдовме веќе и во 24-та година, имаме мали проблеми, ама се надевам дека и ова последно нешто што се случува и дека во иднина ќе функционира безпрекорно. И потоа исто што користиме и што се фактички ресурси за нас наставниците, тоа е професионалното учење и ангажман во дигиталното образование, зашто на многумина ни се наметна нели како ново, за време на ковид продолжуваме да го негуваме и се надеваме дека некогаш ќе можеме наученото и да го искористиме. И едноставно реков таа споредба отворени образовни ресурси некогаш и денес, па да продолжам или ќе почнам од првото од алатките за онлайн соработка и сите знаеме што ни овозможуваат, реков веќе како и ова средба денес. Значи, обезбедуваат можности за развој на заедница за учење која поддржува индивидуално и колаборативно учење. Овие алатки може да се користат за поддршка на синхрона и асинхрона соработка, конкретно еве како што ни е Teams-от, како што е Zoom или Meeting кој што го спомнав, нели Google Meet, би спаѓале во синхрони алатки за соработка, зашто се случуваат во реално време, значи онлайн состаноци или веб конференции. Алатките што се користат за ова барат тим да работи заедно истовремено. Значи да се слушаме, да можеме да си возвратиме веднаш, а додека асинхроната соработка, пораките не се споделуваат или примаат во реално време, вообичаени се стратегии за соработка што ги користиме секојдневно, нели да си пишуваме пораки, алатки за пораки, споделување преку социјални мрежи, разни документи, гласовни белешки, може да биде некаков сајт, некаков блог и слично, и кога ќе можеме, ќе пишуваме, ќе порачуваме, ќе прашуваме, па во некое наредно време ќе чекаме одговори и слично. Кога користиме синхрони или асинхрони алатки за соработка, треба да се земат предвид неколку работи, за да се избере соодветна алатка. Тоа што ние, за жал, се уште немаме можност. Покрај тоа, дали алатката одговара за нашите потреби, ние треба добро да погледнеме и на неколку карактеристики, како што се приватност и безбедност. Она основното и најзначајното, зашто знаеме дека може да се случи се и се што и на овој интернет простор.
Значи, дигиталната безбедност е термин кој ги опишува ресурсите што се користат за заштита на нашиот онлайн идентитет, податоци и други средства. Овие алатки вклучуваат веб услуги, антивирусен софтвер, биметрика и безбедни лични уреди. Значи, не е како во училиштата кога имаме еден компјутер па 100 души работиме од него и секој остава некаква трага, некој ќе заборави дури и да се исклучи, то би требало да биде недозволиво. Треба да користите силни лозинки, да овозможите автентикација со повеќе фактори како апликација за автентикација, откако ќе пополните лозинка, дури и кога ќе испишете лозинка, пак да добиете порака дали навистина тоа сте вие или да треба да внесете некаков код или нешто друго. Бидете внимателни за давање пристап на алатката на трети страни. Ова ги остава вашите податоци поранливи на прекршувања. Внимавајте кој има пристап до документите што ги споделувате со колегите. Значи, ако назначите некого и да ви помага, и треба секогаш да имате човек од доверба, додека другите можат да речеме да гледат некои работи или само да читат, другите да пишуваат, да менуваат, особено кога работите на некакви заеднички документи. Зашто таму барем ќе се сретнете со имейл адреса или некој друг личен податок, кој што не секој сака на секого да му биде познат. Потоа пристапност, кога зборуваме за дигиталната пристапност, зборуваме за правото на секој човек да пристапи до информатичките и комуникацијските технологии на еднаква основа со сите други. Ова се мисли на колективите, без разлика за каква работна организација се работи, сите вработени да имат исти услови, или ако сме во едно одделение, сите ученици да имат исто така исти можности, и да се осигурите дека ќе изберете вистинска алатка. Внимавајте на следното, тоа е употребливост. Секој мора да може да го гледа текстот, исто така и оној кој има оштетен вид. Проверете дали вашата алатка има читач на екран. Значи, оние светлински сигнали да ги претвори во звучните, па да може и, да речеме, некој слабовиден да може да го протолкува или да разбере што се случува. Операбилен, секој треба да може да користи интерактивни елементи без оглед на тоа како тие комуницираат со содржината. Осигурете се дека вашата избрана алатка дозволува користење на софтвер за диктирање, така што лица со оштетен вид можат да ја диктираат пораката со кликнување на копчињата. Да биде разбирливо, секој треба лесно да разбере што значи содржината и како да ја користи, и нормално значајна улога игра и цената. Треба да промовираме кога е можно и кога има решенија со отворен код. Употреба на алатки за соработка на работно место има многу предности. Сега ќе зборуваме малку за предности, а потоа ќе ги наведеме и недостатоците. Тоа е поголема флексибилност. Со имплементирање на алатки за соработка вие сте флексибилни да усвоите модел на работа што одговара на вашиот животен стил. С големен ангажман, доказите сугерираат дека вработените имат 2,6 пати поголема веројатност да бидат целосно ангажирани кога работат во тим. Потоа подобрена комуникација, вградувањето алатки кои овозможуваат размена на инстант пораки, видеоконференции, споделување датотеки, ви олеснуваат со вашите колеги да соработувате и да останете синхронизирани. Потоа транспарентност, можноста за брзо споделување и пристап до она што работите со вашите колеги, создавање култура на транспарентност и доверба. Сега недостатоци од користењето на алатки за соработка, други веќе каде повеќе внимаваат. Ние сме уште невнимателни.
особено па кога не сме лично и ние засегнати. Тоа доволно говори о сите оние силни документи што ги споредуваме, каде се нашите лични имиња, па дури и во електронскиот дневник секој може да пристапи и до нашето име и презиме, и до мејл, и до телефонски број и ред други работи кои што насекаде во светот се или под некаква шифра и како прво секој, например, родител од дете знае кој му е класен и доволно е да се наведат само иницијали. Значи, технички тешкоти, проблеми со интернет, конекција, компатибилност на софтверот или луѓе кои не умеат како да ја користат алатката, може да ја попречат нејзината ефикасност. Безбедност, користење онлайн алатки представува многу предизвици за сајбер безбедност. Тоа е пред малку што го кажав околу заштита од имиња, до пошта, до било каков контакт, адреси на живење и тоа. Со тоа што ќе се осигуриме дека користиме точни безбедносни мерки на предпазливост, може да обезбедиме соодветна безбедност како за себе, така и за нашите колеги. Помалку личен контакт, од ден на ден ние сме прилично изолирани од нашите училници и додавањето на онлайн алатки за соработка може да направи да се чувствуваме како да ја губиме врската со нашите колеги. Иако не мора да значи, можеме нели по работа и да се дружиме и можеме само алатките да ги користиме кога е во прашање работа. Што е професионално учење? Професионалното учење се дефинира како активности за подобрување и проширување на знаењата и вештините на наставниците и развивање на личните квалитети потребни во новиот професионален живот. Клучните карактеристики на ефективно професионално учење се фокусирање на содржината, она што помалку мислам дека не внимаваме баш околу содржините, околу активно учење, моделирање на ефективна пракса, образование, односно обезбедување на тренинг, експертска поддршка и можности за повратни информации, одржливо време трајање и вградување во колективната практика. Затоа ќе биде малку и подоцна, па нема да се задржувам околу објаснувањето, особено на се што е наброено во последната реченица. Значи, дигиталните технологии во професионалното учење ги опфаќат следните области. Тоа се дигитални уреди, дигитални ресурси и податоци. Дигиталните технологии нудат огромен потенцијал да го трансформираат вашето професионално учење. Дигиталните технологии за учење се однесуваат на алатки и стратегии кои овозможуваат дигитализација на процесот на учење, потикнувајќи промена кон онлайн образование, она од што денес се повеќе бегаме. Дигиталните технологии можат да ги подобрат можностите за учење на наставниците преку трансформирање на испораката на професионални програми и материјали, но и начинот на кој што наставниците се поврзуваат едни со други и спроведуваат други активности поврзани со наставата. Дигиталните технологии исто така можат да автоматизираат одредени задачи, например да ни ја олеснат, да ја намалат административната работа или пак оценувањето на што мораме да го спроведуваме, ослободувајќи им време на наставниците да се фокусираат на сопственото учење. Вклучувањето во дигитално интензивни средини им помага на наставниците да останат ажурирани и да учат од своите врсници, од колеги. Кога избирате и анализирате кој е професионално учење да го превземете, поставете си ги следните прашања. И нормално, ако убаво и потврдно одговорите на сите, тогаш изберете го тој начин на учење. Усогласување со целите, ќе се запрашате дали ова можност за професионално учење се усогласува со моите моментални професионални цели и задачи. Потоа,
релевантност за потребите на училницата. Едноставно, дали вашите ученици ќе имат придобивки, бенефит од тоа што ќе го научите и што ќе им пласирате. Потоа применливост на стратегии, на кој начин стратегиите или вештините што се предаваат во ова можност можат ефективно да се применат во мојата наставна практика. Потоа ангажман и интерактивност, колку е интерактивен и привлечен форматот на можноста за учење и дали ќе ме задржи активно вклучен во процесот на учење. Не само често пати знаеме да одслушаме нешто, а всушност попусто да го потрошиме времето, зашто од тоа нема ништо да научиме. Или едноставно имаме премногу обврски, зашто не можеме да се усогласиме со времето, па во меѓувреме можеби и нешто друго правиме, додека следиме некаква обука, некаква работилница или нешто друго и повторно немате никаков ефект од такво нешто. Зашто финтата не е да собираме само потврди, туку и кога ќе го потрошиме времето на нешто, од тоа нешто да имаме и некаков бенефит. Значи, дали постои механизам за добивање повратна информација и поддршка за време или по обуката? Квалитет на давателот на обука. Каква е репутација на давателот на обуката или платформата и дали има позитивни критики или препораки од претходните учесници? Време траење и временска посветеност. Дали време траењето и временска посветеност на обуката добро се вклопуваат со мојот распоред и достапност? Зашто сите ние умееме да работиме и во смени. Па дали е возможно некоја сесија да ја одгледаме и попладне? Не мора да биде, да речеме, ако обуките реално се држат наутро, може да ја следиме снимката попладне и обратно. Значи, треба секогаш да одбереме нешто што ќе можеме ние да бидеме тие, што ќе си го креираме распоредот на следење на она што би сакале да го научиме. Можности за соработка. Дали обуката нуди можности за соработка и вмрежување со други едукатори? Долгорочно влијание, како ова можност за професионално учење придонесува за мојот долгорочен професионален развој и раст како едукатор? Што се всушност образовни ресурси? Тоа се различни средства и материјали кои се употребуваат во образовниот процес и за усвојување на знаења. Тие можат да вклучат учебници, работни вежбанки, прирачници, речници, стручна литература, истражувања, каталози, но и компјутерски програми, интернет сервиси и платформи, разновиден софтвер, дигитални бази на содржини и податоци. Образовен ресурс е се она што може да се употреби во учењето и истражувањето. Тоа е куса и јасна дефиниција. А што се отворени образовни ресурси? Отворени образовни ресурси се образовни средства и содржини кои се слободни за употреба. Тоа се образовни алатки кои се бесплатни и можат без никаков надомест да се користат во едукативни и истражувачки цели. Отворени образовни ресурси се слободни за дистрибуција и умножување врз дефинирани сопственички права кои овозможуваат слободна дистрибуција и употреба. Под отворени образовни ресурси најчесто се подразбират образовни алатки кои лесно се достапни на интернет и се слободни за употреба. Со кои проблеми се соочува образованието? Ова е конкретно кај нас, реков нешто малку се разви за време на COVID, а потоа повторно стагнираме и се враќаме на истите гранки. Значи, скапи образовни материјали кои што не дозволуваат слободно менување или дистрибуција без претходна дозвола, ограничен пристап до образовните материјали, дозволен само до ограничен број на луѓе кои се запишани или вработени во некоја организација или институција, ученици и наставници оставени сами на себе и изолирани од заедниците на кои им припаѓаат. Како помагаат отворените образовни ресурси? Полесно доаѓаме до знаењето и материјалите кои ни се потребни за едукација
помалку средства и време трошиме да стигнеме до материјалите кои ни требаат за учење и истражување, им помага на наставниците да ги создаваат и да ги разделуваат содржините кои се потребни во наставата, отвара нови начини за усвојување на знаењата, материјалите, ги прави достапни во секое време, ја збогатува нивната форма, лесно се поврзуваат со учениците и наставниците, полесно разменуваме знаења и идеи со други ученици, наставници и истражувачи, се промовира локалната култура и јазиците. Отвореното образование како идеја бара и постапен развој кој подразбира создавање учебници и прирачници кои се слободни и бесплатни за користење, на тоа и работиме, организирање и систематизирање на образовните средства и материјали за да бидат лесни за наоѓање, олеснување на принципите за умножување на материјалите и регулирање на авторските права врз овие содржини, создавање онлайн заедници за едукаторите, наставниците, професорите, истражувачите и друго. И сега, листајќи, сте забележале, и на мојот профил споделив некои стари работи, истражував малку, и кога се во прашање отворени образовни ресурси кај нас, и фактички изнајдов некои модули кои што некогаш беа нови, сега се веќе стари и повеќе од една деценија. И она што е убаво, проверувајќи ги податоците тогаш и сега, дојдов до заклучок дека она што вредело некогаш вреди и сега, па пример за тоа е и Википедија, значи отворена онлайн енциклопедија и е проект кој е дел од идеите и концептите на отворени образовни ресурси. Википедија е оформена во 2001 година, на неја може да се најдат содржини од сите образовни области. Пред 13 години беше 9-ти сајт по посетеност во светот и денес е отприлика на истото место. Википедија треба внимателно да се користи како извор. Податоците се проверуваат од уредници кои одобруваат содржините и најсигурно е повторно податоците од Википедија треба да се споредат и со друг научен извор. Значи не мора се што е на Википедија да го прифаќаме здраво за готово, ама може да се провери во најголем дел податоците се таму точни зашто се проверени од одговорни наблюдувачи или луѓе кои што добиле задача да работат и да пополнуваат податоци. Тука е и блог и пријатно се изненадив и за блогот. Блог во праксата се покажува како најкорисен начин за поврзување на учениците, наставниците и другите заинтересирани во заедници кои лесно разменуваат пораки од линкови до коментари, објавуваат содржини. Блогот во праксата се покажува и како најкорисен начин за поврзување на учениците, наставниците и другите заинтересирани. Предности на блогот: лесно оформување на групи и поврзување, лесно разменување пораки од линкови преку делот за коментари, лесно објавување содржини отворени во секое време, лесно прегледување и превземање на објавените содржини, промовираат и овозможуваат соработка и заедничко придонесување кон неговите содржини. И неколку примери за медиуми како образовни ресурси. И тука најдов примери на еден од моите блогови, зашто тогаш во тогашно време немав потреба, ама имав желба да ја сменам малку монотонијата од учебниците. Тогаш предавав 2 редовни предмети, хемија и физика, тука беше и екологија. И прибирајќи податоци за екологија, фактички ме наведе да сменам нешто и во хемија и во физика. И тоа беше и забележано и многумина го користеа тој мој блог.
Тука е YouTube каналот, каде што објавувам и ден денес активности од моите ученици, како и ова се што го правиме, што се снима, што завршува тука. И нешто што ми е жал што заврши, тоа е SchoolTube. Самиот Пепо поправо уседни овозможи и тука да имаме свој канал. Бевме мал број на наставници од Македонија и ми е жал што паралелно не објавував и од ова ви го покажувам од причина што на друго место нема да се сретнете, сега е тешко и да се пушти, додека да докажам дека јас сум навистина јас, која што сум го поставила тоа таму па да ми се одобри. И дојдов, ми одобрија да видам, ама не ми дадоа да симнам. Радо би се во ова симнала назад и би го објавила на мојот канал, зашто денес почнуваме со некакви проекти кога е во прашање професионална ориентација, таму имавме екстра примери зашто во тоа време на класните часови тоа се работеше задолжително. Поправо добивме идеја да го работиме тоа и секој наставник правеше програма за свој класен час, а ако не ти е доволно да имаш само понеделнички класен час, тогаш правевме дури и 2 пати да имаме во неделата, обично понеделник прв час и петок последен час, кога дававме насоки што да се прави во текот на неделата во работната седмица и на крај кога сумиравме тоа што сме го сработиле и коментиравме. Така да воглавном ете тоа беше на овој канал и објавено. Потоа тука е Мерло, тој онлайн база на мултимедијални образовни ресурси за учење и онлайн предавање, огромен број информации поделени по научни области, линкови до други содржини и разни други податоци. Ден денес одлично функционира и пребогато. Потоа образовен портал Академија, Education Portal Academy, извонредно сликовит и користен онлайн ресурс кој нуди содржини во голем број научни области, од алгебра до психологија. Особено се корисни едукативните видеа кои на извонреден начин можат да го олеснат и унапредат усвојувањето и трансферот на знаење и убаво е и да мотивираат да видиме дека можеме да направиме и едукативни видеа, да не мора да се појави во видеото ниту дете, ниту наставник, така да може нешто како анимирани филмови, воглавном така и решено. Денес имаме и на македонски јазик, нели, наука за деца и објавува слични, односно преведува слични видеа. Потоа Кан Академија, огромна база на образовни ресурси од сите формати и области. Тука ги издвоив сите тие поединечно што ги набројав, па и кога ќе биде снимено ќе можете да видите. Можете и да отидете на било кој линк и ќе видите дека за секого ќе најдете по нешто. На ова ќе се вратам, тука споделив еден линк, тука сакам и да ви препорачам, доколку и вие сте расположени, да направите свој јавен профил и да објавувате ваши образовни ресурси. Ова е само едно подсетување, зашто ако има некој што е 20 години стаж во образование, сите се сеќавате на агрегаторот на видеосодржини, кој што беше започнал со работа, поддржан од МОН и од БРО, ама за кратко време згасна. Тука објавувавме снимени часови и се она што можело да се сними на самиот час и било која наставна активност. И повторно совет, не објавувајте само на едно место и она што ќе го работите сега во проектите во eTwinning, сличен проект постоеше ThinkQuest, кој згасна, со него згасна куп еден одлични материјали кои што останале само таму. Значи, наши отворени образовни ресурси одамна функционираат. Мислам некаде 2014-15 година. Мислам дека овој простор никогаш нема да згасне, зашто се работи, нели, тука се наши се,
Što treba всушност да направите кога ќе отидете на ОРМК и само тоа да запишете, ќе дојдете на нивната страница, препознатливи се по овој знак и одите во ресурси. Можете и на самата страна секогаш пишува најави се, регистрирај се, но еве ќе отидам кај ресурсите и ќе видите дека ќе остане повторно. Најави се, регистрирај се, оној што веќе се регистрирал, само ќе се најави, се уште може, зашто ова обично го користиме некако по потреба, а ќе ви објаснам и подоцна зошто, или пак сите вие што сте нови, регистрирајте се. Значи сите овие полиња што се со звездичка треба да ги пополните, не ви барат, не е задолжително од која институција доаѓате, а не мора да имате свој вебсайт или блог, не мора да пишувате некаква биографија за вас или па не мора дури ни слика да ставите. Доволно е само име и презиме, мејл, корисничко име, лозинка, да ја потврдите лозинката и веќе можете да креирате ресурси. А што може да биде се ресурс тука? Доколку имате снимено видео, доколку имате ваш вебсайт или нешто друго, само ќе споделите линк. Арно, ама можете и да закачите, доколку сте подготвиле, например, некакви тестови, тие ви се некаков Word документ, PDF документ, сето тоа можете да го закачите тука. Сега ќе ви покажам, ќе одберете на кого се однесува, дали е за основци, средношколци, факултет ли, потоа која област, дали се природни науки, уметност или јазик, нешто друго, на кој јазик ќе пишувате, дали ќе биде македонски, албански, англиски или други јазици што се користат во Македонија. Потоа тип на ресурс, дали правите учебник, брошура, презентација, постер, што и да е. Формат на ресурсот и долу е исто битна самата лиценца, да изберете што сакате, дали ќе дозволите да користат, да не го менуваат или да го користат, да го менуваат. Битно е што секаде сте заштитени да не оди во комерцијални цели, односно секој може да користи, може да го споделува и се додека е бесплатно, не се нарушува. А штом ќе почне некој да печали од тоа, веќе имате право и да реагирате. Сите вие кога ќе почнете да постирате било што, ќе направите ваш профил вие како сакате, може да нема ништо. Јас додадов и слика, напишав нешто, а видовте таму дека тоа поле беше празно и никој од вас не бара тоа да го пополните доколку вие не сакате. Арно, ама можете да поставувате што сакате од тоа што го имате или што би сакале да го споделите со колегите. Реков, од еден најобичен текст, тест, може да биде некаков проект што сте го работеле, некаков постер можете да направите промоција на било што го правите во училиштето со вашите ученици. Така што можете, реков, ако ви е презентација некаде по интернет, само ќе линкувате. Еве, јас споделив полугодишен тест на знаење по физика 8 одделение во Word документ. Тука кога ќе кликнете, можете да го превземете и можете да го искористите. Ова е, зборувам, пред да се појави COVID, сигурно е. Мислам, па да, пред може би и Кембридж. Потоа, еве, куп еден линкови од разни места каде што објавував. Еве има и PDF документи, Word документи и само што ме интересира, реков, листата е голема. Секој може да објави колку сака и што сака. Така што до вас е дали воопшто би применувале вакво нешто, треба да знаете дека верувам дека тука и ќе бидете заштитени, а секогаш кога ќе видите нешто ваше, можете лично и тука да реагирате дека е превземено и да се кривотвори некој нештата да ги превзел и да се подпишува
дека е автор тој, а не е дека сте вие, а тука ќе ви стои и во секое време ќе се знае кој е авторот. И само ме интересира, еве, ако отворам еден документ, дали ќе можете да гледате или треба да затворам, па повторно да се отвори. Еве, да не одам со линк на друго место, ќе отворам. Вака изгледа кога ќе закачите некој ресурс, она што сте го пополниле, кој го прикачил, кој е автор, значи не мора да прикачите и само ваш документ, може да биде и од некој друг, ама тој некој друг дозволува да се споделува. Значи не можете да споделите доколку не сте добиле дозвола од авторот, да опишете всушност, да кажете за што се работи, на која област припаѓа, за кој предмет се однесува и така натаму. Јас тука ставив физика, ама ќе видите дека повеќе е екологија, иако има и физика. Сега кога ќе кликнам, еве се гледа сега, Силвана? Да. Ете, тој е прв весник, тој е направен уште 2008 година. Реков, во тоа време предавав покрај физика и хемија и екологија, и зашто екологија беше изборен предмет, и мислам дека е нешто најубаво како кога почна пилот проект природни науки, кога ние наставниците решававме што тогаш ќе се учи и како да ги едуцираме учениците по дадениот предмет. Најчесто пишувавме предлог програма, ја доставувавме до БРО и најчесто беше и прифаќана, така да секој фактички работеше по она програма што самиот ја изготвил. Јас како на крај, како проект, сакав секогаш се да ми биде спакувано во еден документ, па така и екологија ја сместив во еден, нареков училишен весник, еколошки весник, Цутови. Цутови го нареков заради еден друг проект што го работев, беше јазичен, со господја Ѓурѓевка Доневска-Тренчевска, и некако ми се допаѓа тој збор и така го нареков, и мислам дека одговара. Така што првата страна ја изработивме со нашите ученици, значи се што правевме заедно, иако се работеше со ученици, тогаш беа 5-то оделение, чинам, 5-то-6-то, имав помош зашто бев класна на 7-мо оделение, па и 7-мо оделенци помага. И тука е едноставно како вие се ставате како автор, зашто вие сте тие што давате и задачи и собирате, па и треба некакво обраќање до самите ученици. Па пишуваме од кога сме и што сме, зошто екологија, зашто ние дури 98 добивме како изборен предмет, ама постоеше и друштво Фиданки, кое што функционираше од 990 година. Не планирам да ви го читам весникот, само како вовед, за да знаете како го почнувавме и зошто токму така. И имавме календар на сите екоденови и секој екоден се одбележуваше, направивме и собствен еко-календар во кој што ги сместивме и родендените на сите ученици од паралелката. Така да имавме бенефит во секој случај, дури најдовме и Македонски зелен центар ни испринта колку деца во одделение, толку календари добивме. Инаку самите ученици твореа, пишува раскази и песнички на тема екологија, јас искрено уживав, зашто не ме бидува баш за пишување, па учев од моите ученици и навистина имаше преубави песнички, а сега будат и преубави сеќавања. Ова е се што сме го правеле и што сме постигнале во текот на годината. Тука и проектот Глобе, тогаш направивме 2008 година, цели 10 години како сме во Глобе. Бевме и едно од највредните училишта, па дури има некаде околу 11.000 податоци внесовме на Глобе серверот и вака добивавме секоја година некакви честитки писма, ни се заблагодарува за такво нешто. И убаво е да се пофаламе, ете Глобе повторно заживеа
и мило ми е што повторно ќе работи. Овде моето оделение, тука мериме температура на воздухот, на почвата, влажноста, облачност и така натаму. Арно уз тоа правиме и куп еден други работи. Правиме оделенски проекти како Македонија ризница на здрава храна, зашто секогаш се наоѓа, па впрочем мислам дека нема и просветарец што не сака малку и да промовира самата земја и да зборува за сите убавини. Нас ни беше некако наједноставно за храната, па се решивме за храната. Потоа светилки за оние без светлина, сите луѓе кои што до толку дојдовме во таа година, што им се восхитувавме и што вистина оставиле убав печаток и предобро ја промовирале нашата татковина. Потоа значајни луѓе и од Македонија со сите нивни мудрости, па сите пријатели и нивните мудрости, па да ја запознаеме нашата татковина. Имавме направено и неколку куси излети, екскурзии низ повеќе градови низ Македонија и пишувавме нешто како репортажи, па денови на екологија, она што сега ќе се случува и ред други работи. Мислам на вистина едно преплодно време. Веројатно и годините тука играат улога, па верувам дека и денес сите млади колеги го прават истото. Секогаш се изнаоѓа и време и начин како да се сработи нешто што е полезно како за нас, така и за нашите ученици. Ова го правевме 7 април 2008 година, а супер ни дојде како опоменување или предупредување на учениците за време на COVID, како да одржуваат хигиена, миење раце, лице, пиење доволни количества вода. Тука се и животните и така натаму.